студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Протест на студенти албанци со барање за полагање правосуден испит на албански јазик, поддршка од колеги од регионот. Мицкоски, Касами и Меджити најавија решение. Собранието го отфрли предлогот на СДСМ, министрите да имаат само македонско државенство. Предлогот на власта пак заглавен на Собраниска комисија по амандманите од ДУИ. Горивата од полноќ со повисока цена. Регулаторот ги зголеми максималните цени за 2 до 2,5 денари од литар. Попустот од окта веќе не важи. 19 повици од деца со самоубиствени планови лани на линијата Ало-Бушевко. Менталното здравје на децата мора да стане приоритет, алармираат психолозите. Трамп повторно се закани. Часовникот за Иран отчукува. Овие вести во живо за протестите, но и целокупната политичка дебата околу ова прашање која се случуваше денеска. Останете со нас, почнуваме. За околу половина час треба да почне протестот на студентите албанци со барање за полагање на правосуден испит на албански јазик. Најавата мобилизираше средба на премиерот со коалицијските партнери од Вреди и дебата на опозицијските прашања во парламентот. Катерина Нешкова известува. Катерина, што се очекува и што се најавува? Да, така е, за околу 30 на минути од сега ќе треба да започне вториот поред протест на албанските студенти со барање да го полагаат правосудниот испит и на албански јазик, како што може да веќе да се види зад мене. Тука атмосферата веќе се загрева, пристигнати се дел од учесниците на протестот, а и вообичаено во овој дел од денот тука е раздвижено, па затоа и е изголемено присуството на полициските сили. Како што кажа и во најавата ти, Славица, всушност ова најава за нов протест од албанските студенти предизвика една средба во владата помеѓу премиерот Мицкоски и албанскиот владен партнер Вреди, односно Касами и Меджити беа во владата, каде што разговара за изнаоѓање на функционално решение со кое што ќе им се овозможи на овие студенти да го полагаат овој завршен или испит со кој што ќе можат всушност да застапуваат пред македонските судови. Според соопштението кое што беше испратено од владата, се работи за успешна средба, односно како што соопштуваат, беше нагласено на средбата дека само преку заеднички, мудар и достоинствен пристап може да се дојде до решение кое ќе значи напредок, меѓусебна доверба и заедничко чекорење кон иднината. Соговорниците се согласија дека образованието и знаењето представуваат темел на секоја современа и успешна држава. Од тука институциите активно работат на изнаоѓање на решенија кои ќе бидат целосно усогласени со уставот и со законите за употреба на јазици, со цел обезбедување правна сигурност и функционалност, напиша од владата. Слични пораки стигнаа и од Вреди, кои што велат дека и додаваат дека дуи предходно 20 години го занемарувала ова прашање и токму заради тоа сега се бара решение кое што ќе биде трајно и функционално. Инаку ваквата средба можеше да се наговести и од синоќешните статуси на Касами и Меджити, кои што напиша истоветна порака дека правосудниот испит ќе биде и на албански јазик. Наскоро со добри вести напишаа двајцата ко-председатели на Вреди. На ваквото соопштение од владата дека проблемот делумно се решава, всушност стигна и реакција од Бујар Османи од ДУИ, кој што вели дека во својот статус на Фејсбук предмалку нема потреба да барате решение. Решението постои во Законот за јазици, член 23 став 5, само треба да се спроведе. Меѓутоа, вика, овие албанофоби не рачунаат на ваквото решение, бидејќи планираат да го укинат Законот за јазици, како што е познато, тој е пред Уставниот суд. Секако дека ова политичко решение кое што се бара за ваквиот проблем кој што се појави неодамна, резултираше и со пратенички прашања во собранието, во собраниската дебата. Прашува интегративците од ДУИ, а одговараше вице-премиерот Сали. Предлагам да ја чуеме и овој дел од дебатата. Ја утнавте работата и со законот за правосудниот испит, каде што требаше да се
сте решиле за решавање на овој проблем, за давање на испитот на албански јазик, во практика Министерството за правда, која денес излезе со истиот став наутро, го одби ова барање и ги отфрли барањето на инспекторатот, редуктирајќи го тоа на тест за јазикот. Како е ова, значи, како ги раководите одлуките кои легитимират неприфаќањето на албанскиот јазик кај албанските студенти и се против албанскиот јазик. За прв пат централната власт го слушнала гласот на студентите и значи ќе го реши нивниот проблем еднаш за секогаш. Го истакнувам тука и ќе истакнам додека вие да се убедите дека е вака, дека правосудниот испит и другите испити кои се поврзани со природата на правосудниот испит во иднина ќе се дават на албански јазик. Ќе се полага, значи, на албански јазик, ова ќе го покажеме многу наскоро пред вас и јавноста. Така, тоа беше дел од собраниската дебата. Само да повториме, протестот почнува за околу 30 на минути од тука, од пред камениот мост, преку плоштадот до Министерството за правда, кое што е всушност и надлежно за правосудниот испит. Протестот е организиран под мотото "Придружете им се на студентите сите во еден глас" и организаторите побараа поддршка од спортисти, уметници и други јавни личности. Велат дека ова не е протест против никого, ова е протест за заштита на албанскиот јазик, нашето достоинство и права како рамноправни граѓани. Инаку токму на овој повик се оdzва и албанската пејачка пејачката со албанско потекло Бебе Раџа, која го назначи како што вели значењето на албанскиот јазик како дел од националниот идентитет и соживот во државата. Инаку како што веќе споменав, ова е втор протест, првиот се одржуваше на 6 април, тога се собраа илјадници студенти, меѓутоа и граѓани, кои што меѓу другото, освен што официјално побара да се полага правосудниот испит на албански јазик, извекува и националистички пароли, меѓу кои и УЧК. Инаку ставовите на Министерството за правда, па и на останатиот државен врв е дека засега не постои во постојната законска регулатива можност за полагање на правосудниот испит на албански јазик и токму затоа и беше организирана оваа средба кај Мицкоски. Дуи неколку пати порача и ги истакнува иницијативите и петициите кои што ги доставуваа студентите до собранието, додека пак албанскиот партнер во владата вреди, вели дека сите овие протести ги организираат луѓе кои што се многу блиски до раководството на интегративците. За пораките од денешниот протести во Дневникот во 19. Катерина Нешкова, те очекуваме. Благодарам. Собранието не даде зелено светло, министрите да имаат само македонско државенство. Предлогот на СДСМ со кој членовите на владата требаше да се откажат од други државенства не доби поддршка од владеачкото мнозинство. Од опозицијата велат дека ако ваков услов се бара за претениците, треба да важи и за министрите. Паралелно, предлогот претениците да имаат само македонско државенство, кој го поднесе владеачката ВМРО-ДПМН, останува заглавен во комисиите по амандманите кои ги поднесе ДУИ. Правните дилеми остануваат дали ваквото ограничување е уставно издржано и реално применливо. Претениците во собранието не дадоа зелено светло министрите да имаат само едно македонско државенство. Предлогот на СДСМ со кој членовите на владата требаше да се откажат од други државенства кои ги поседуваат, не ја доби поддршката од владеачкото мнозинство. За гласа само 20 претеници од опозицијата, не е доволно за да се отворат вратите за измените. Иницијативата дојде откако претеници од ВМРО-ДПМН веќе предложија слични измени, со кои самите претеници би биле ограничени да поседуваат само македонско државенство. Има министри во владата кои што имаат едно или повеќе државенства на другите држави и со оглед на тоа дека таков услов се поставува и во законот за пратеници, да пратениците во Македонското собрание може да бидат исклучиво државјани на Република Северна Македонија, тогаш сходно на тоа треба да имаме едно вакво законско решение со кое што ќе ограничиме практично да може исклучиво и единствено само државјаните на Република Северна Македонија да бидат членови избрани за влада.
Предлог законот со кој се предвидува пратениците да имаат само македонско државјанство засега останува заглавен во собраниските комисии. Иницијативата, поднесена од пратеници од владеачкото мнозинство, беше блокирана од опозицијската ДУИ со околу 200 амандмани. Предлогот отвори реакции во јавноста. Дел од критиките се однесуваат на неговата избрзаност, како и на тоа дали е правно и уставно издржан. И премиерот Мицкоски предупреди дека пред вакви измени се потребни консултации со правни експерти. Аналитичарите пак посочија дека во земјава нема јасни механизми за проверка на државјанството, па мирката би можела да остане повеќе декларативна отколку навистина применлива. Во најголемиот дел од земјите во Европската унија на пратениците им е дозволено да имаат двојно државјанство. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Ден посветен за опозицијски прашања до представниците на владата во собранието. Вице-премиерот Арбен Фетај и неговото отсуство од работното место, врсничкото и семено насилство, гужвите на границите поради новиот ЕС систем на Европската унија беа во фокусот на пратениците од опозицијата. Во продолжение ќе го погледнеме извештајот за денешната расправа, а претходно за посетата на претседателката Гордана Силјановска-Давкова на Љубљана. Таа оттаму порача дека Македонија не бара привилегии, туку доследна примена на европското право и почитување на идентитетските прашања. На средбата со словеничката претседателка во фокусот биле евроинтеграциите, безбедноста на регионот и економската соработка. Словенија повтори дека поддржува европската иднина на Македонија и најави помош во реформите и пристапниот процес. Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Значи, ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право и почитување, се разбира, на историскиот и културниот идентитет на народите и на дигнитетот и интегритетот на индивидуите. Ако не сме спремни да го разбереме соседот во регионот, ако не сме спремни да го поддржиме соседот во регионот, како може да очекуваме разбирање и поддршка во Брисел? Мислам дека е тоа логично и природно. Денес Северна Македонија е во ситуација дека поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено до државата која сака да стапи во Европската унија. Словенија, значи, и понатаму ќе действува во оваа се поголема група за иницирање на квалифицирано мнозинство и се надевам дека во блиската иднина Европска унија ќе осознае дека поддршката на процесите може да го забрза членството на новите држави членки во Европската унија. Ова беше интеграцијата на Македонија беше една од темите и на опозицијските прашања во собранието. Помеѓу новитетите кои можа да се слушнат во салата беше и најавата на шефот на македонската дипломатија за средба со неговата бугарска колешка следната недела. Го гледам извештајот на Даниел Василев. Каде е вице-премиерот Арбен Фетај? Опозицијата на пратенички прашања го бараше Фетај за да одговори колку работни денови имал во последните 6 месеци, но и да одговори кој ги плаќа неговите патувања и активности во Тајланд. Не е тука да одговори пред пратениците, не е тука да одговори пред македонската јавност. Не е тука да објасни како е можно еден функционер кој што е задолжен за отчетност и одговорност, самиот да стане символ на неработење, неодговорност, непочитување на законите, непочитување на граѓаните и непочитување на државата. Обичниот работник, ако не се појави на работно место, ќе добие отказ. Административецот, ако направи најмала грешка, ќе биде санкциониран. Заменик председателот на собранието Антонио Милошовски рече дека Фетај не го известил собранието дека денеска нема да се појави во пленарната сала. Министерот за кого споменавте, господинот Фетај, нема пратено известување дали би учествувал или не би учествувал на оваа седница. Пратениците дебатираа и за врсничкото насилство во училиштата, но и семејното насилство. Сања Лукаревска од СДСМ побара институционална одговорност за непостапување по пријава. Игнорирањето на насилството или одредување на тоа дали е мало или не, тоа насилство создава
поголемо насилство. Институциите мора да проверат каде потврдил системот пред врсничкото насилство да стане нормална работа меѓу децата. Заменик министерот за образование вели, казните за родителите на децата насилници и те како ќе го намали насилството во училиштата. Со оваа законска мерка ние ќе ги вклучиме родителите да работат што повеќе со нивните деца и ова како мерка ќе влијае во намалување на бројот на пријавување на насилство во училиштата. Не велиме дека со ова законска измена ќе им се стави крај на ова проблематика, но многу ние ќе ги употребиме сите мерки и насилството во училиштата да биде што помал во број. Лукаревска прашуваше и за гужвите на границите со соседите членки на Европската Унија. Министерот Муцунски вели дека на секоја досегашна дипломатска средба ова прашање било покренато, но Европската Унија мора да донесе одлука за целата Унија. И ниту една држава не може да даде повластување за граѓани на одредена земја која што не е членка. Грција до сега го суспендирала системот само за британски патници, а за србите дала усно ветување. За нас официјален одговор се очекува после 15 мај. Бидејќи денеска сме 18 мај, моето прашање до вас е каков одговор добивте во врска со одложувањето на Entry-Exit системот за нашата држава? Една работа која што јас ја напоменувам на сите овие состаноци со министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија е дека не се само државјани на земјите од Западниот Балкан кои што чекаат во тие колонии, во тие гужви. И граѓани на земјите членки на Европската Унија се предмет на тие непријатни услови кои што се создаваат на границите. Тоа што би можел да информирам јавноста е дека имаме разговори и со институциите на Европската Унија и со земјите членки за во летниот период, кога ќе настанат најголемите гужви, да постои некој систем преку кој што ќе има олеснувања. Одговарајќи на друго прашање поврзано со евроинтеграцијата на Македонија, Муцунски кажа дека побарал средба со неговата нова бугарска колешка до крајот на неделава. За одговарање на прашање од опозицијата предвидени се само 2 часа. Оние кои не успеаа денеска да ги постават прашањата, ќе имаат можност тоа да го сторат во последниот четврток од месецов, кој е резервиран за пратенички прашања до представниците на владата. Даниел Василев, Сител телевизија. ВМРО ДПМН со нови обвинувања за обвинителите Коларевич и Абази по запирањето на постапката за случајот Мазут. Од партијата тврдат дека обвинителскиот тандем постапувал во корист на поранишните функционери на СДСМ и ДУИ и дека не биле земени предвид сите докази, извештаи и релевантни сведочења за набавката на Мазут за ТЕЦ Неготино. ВМРО ДПМН бара повисоките обвинителски инстанции да отворат истрага за истрагата за случајот. Коларевич и Абази застанаа цврсто во одбрана на криминалот на функционерите на СДС и ДУИ, наречен Мазут, вреден 167 милиони евра, и ги амнестираа Васко Ковачевски, Асмир Јаховски, Адријан Муча, Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, без да ги спроведат во судница. Коларевич и Абази не ги гледаа доказите на медиумите за труењето со Мазут во ТЕЦ Неготино, ниту пак извештаите од ДЗР во кои јасно се вели дека имало голем број на нечистоти во мазутот. Не ги интересира релевантни лица од СМ да ги повикаат на разговор, туку повикале лица кои ќе им дадат искази какви што тие бараат. СДСМ со остри реакции по видеото во кое фудбалери на Вардар сексистички ја омаловажуваа Каролина Гочева, една од најголемите македонски музички ѕвезди. Од форумот на жени на партијата велат дека ваквиот говор не смее да се релативизира, особено во период кога јавноста е потресена од случаи на фемициди и насилство врз жени. Побараа одговорност за директорот на клубот и Сашо Тасевски, кои според нив јавно шират навреди и омраза кон жените. Повампирените ликови од времето на Груевски, меѓу кои Миленко Неделковски и Сашо Тасевски, јавно шират навреди, понижувања и омраза кон жените. Последни жртви на срамни напади и говор на омраза се македонската пејачка Каролина Гочева, како и континуирани навреди, клевети и омаловажувања кон нашата портпаролка и жените од СДСМ. Форумот на жени на СДСМ ги осудува и најавува дека ќе поднесе соодветни пријави. Одговорност мора да има. Бараме Миленко Неделковски веднаш да биде разрешен функцијата извршен директор на ФК Вардар. Сашо Тасевски да биде соодветно санкциониран и да му бидат блокирани видеата на социјалните мрежи полни со навреди и понижувања за жените.
Фудбалската федерација на Македонија викендов ги осуди дел од славеничките стихови на играчите на Вардар, а случајот сега е во дисциплинската комисија при федерацијата. Од ФФМ порачаа дека ваквите навреди, вулгарности и говор на омраза немаат место во фудбалот и дека ривалството меѓу клубовите треба да биде достоинствено и со меѓусебна почит. Особено е неприфатлива потребата да се повикуваат навредливи содржини и да се пеат вулгарни и навредливи текстови при прославување на победа, соопштија од федерацијата. Осуда стигна и од министерот за спорт Ристовски, кој побара јавно извинување и порача дека министерството ќе бара начини ваквите случаи да бидат санкционирани. Меѓупартиски обвинувања на секоја тема. Дали агресивната реторика стана единствен метод на комуникација, кој не се доживува како слабост? Имаме ли простор за заедничка стратегија, за ЕУ реформи и борба со корупцијата? Како етничките теми се вратија во фокус? Барање за права или етничко-партиски надпревар? Тема на денот во 19 со комуникологот Бојан Кордалов. Горивата од полноќ повторно поскапуваат. Регулаторната комисија одлучи дизелот и Евро Супер 98 да се зголемат за 2,5 денари, а Евро Супер за 95 за 2 денари по литар поради растот на цената на нафтата на светските берзи и посилниот долар. Во новите цени веќе се вкалкулирани намалените акцизи и пониското ДДВ, но од утре престанува да важи и попустот на окта кон бензинските пумпи, што за граѓаните ќе значи уште поголем удар. Дизелот реално поскап за 5,5 денари, а бензините за 4 до 4,5 денари по литар. Поскапуваат горивата од полноќ. Дизелот и 98 октанскиот бензин за 2,5, Евро Супер 95-ката за 2 денари по литар. Одлуката ја донесе регулаторната комисија за енергетика врз основа на растот на цените на нафтата на светските берзи и повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Во овие цени е вкалкулирана и владината одлука за намалени акцизи од 2 денари за сите горива, како и пониското ДДВ од 10% за бензините. Попустот кој окта им го даде на бензинските од 2 денари за горивата и 3 за дизелот од утре веќе не важи. Тоа значи дека граѓаните ќе точат за 5,5 денари поскап дизел и за 4 до 4,5 поскап бензин. Во меѓувреме цените на нафтата на светските берзи и натаму растат, поради зголемените тензии меѓу САД и Иран, како и стравувањето од растечка инфлација. Барел Брент достигна $110, за попладнево да се спушти на $108. Die Anleger starten angespannt in die neue Woche. Der Ölpreis ist höher im Vergleich zur Vorwoche. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die USA und der Iran entsprechend den Ton verschärft haben. Gibt es weitere militärische Operationen im Iran? Das steht aktuell an der Börse zur Debatte. Man wird sehen, wie es weitergeht. Aktuell ist der Ölpreis ein deutliches Stück höher und der Ölpreis ist natürlich nach wie vor ein Indikator für die Inflationssorgen und für die Konjunktursorgen am Markt. Je höher der Ölpreis ist, desto defensiver sind die Anleger. Доколку цените на нафтата продолжат да растат и се одразат врз поскапи цени и кај нас, од владата најавија можно намалување на ДДВ-то кај храната од 5 на 0%. Проценките ќе се прават врз основа на анализите на Државниот инспекторат, кои ќе завршат за 2 дена. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Финансиската полиција откри милионско даночно затајување во скопска фирма. Гледаме детали. Партнери во скопска фирма го оштетиле државниот буџет за околу 7,5 милиони динари. Финансовата полиција откри милионско даночно затајување. Станува збор за македонско друштво регистрирано за трговија, услуги и истражување на пазарот и јавното мислење, чија примарна дејност според официјалните регистри е неспецијализирана трговија на големо. Но според пријавата, наместо со законски бизнис, управителите свесно работеле со цел да стекнат противправна имотна корист. Пријавените МШ и ЖР како управители на правното лице се сомничат дека во повеќе наврати, свесно и со намера да стигнат противправна имотна корист, не пресметале, не пријавиле и не платиле данок на добивка во износ од 7.200.200 денари и данок на личен доход од 226.123 денари. Шемата на затајувањето траела со години. За 2020 пријавените поднеле даночен биланс со лажни податоци. За следните 2 години воопшто не ни поднеле, иако фирмата имала остварен финансиски резултат во бруто билансите. Управителите подигале готовина од банкарски сметки и плаќале приватни трошоци без доказ за економска оправданост. За да го сокријат криминалот, 3 години поред, од 2022 до 2024 не поднеле завршни сметки до Централниот регистар. Предметот сега е во рацете на обвинителството, кое ќе треба да отвори истражна постапка и да ги изведе пред лицето на правдата управителите на оваа скопска фирма. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.
Алармантни бројки од СОС линијата Ало Бушавко. 19 дечиња минатата година имале самоубиствени мисли или обид да си го одземат животот. Апел од психолозите да се посвети сериозно системско внимание на менталното здравје на најмалите. Девојче спасило свој врсник од самоубиство. Откако забележала дека нејзин другар има план за самоубиство, се јавила на Ало Бушевко. Преку целосен интервенцијски план намеѓаше и стручните служби. Со навременна интервенција на полицијата бил спасен млад живот. Ова е само еден од 19 случаи минатата година, во кои деца и млади се јавиле на бесплатната линија со самоубиствени мисли или забележале дека некој има намера да си го одземе животот. Многу е загрижувачки што имавме 19 случаи за самоубиство, односно 19 деца кои што се јавиле или имајќи мисли или сакајќи или пробувајќи да си го одземат својот живот, кое што е навистина загрижувачки и е сериозен аларм за целото општество и укажува потреба од навремена реакција, континуирана поддршка и поголемо внимание кон психичката состојба на децата и младите. Меѓаш годишниот извештај на линијата на Ало Бушевко за 2025 година го заокружува со 284 дојави. Најголемиот дел од пријавите биле телефонски. Операторите добили неколку текстуални пораки и мејлови. Помош подеднакво побарале и момчиња и девојчиња. Најголем дел од повиците биле поврзани токму со психолошка поддршка, анксиозност, страф и чувство на осаменост за деца од 10 до 12 години. Веднаш потоа следуваат проблемите во семејството, најчесто разводи и конфликти меѓу родителите, а регистрирани се и случаи на физичко насилство. Прво, менталното здравје треба да биде системски приоритет. Не треба да биде приоритет на извештајот на меѓаши, на работата на психолозите, на поединци, туку системски приоритет. Психолозите предупредуваат дека децата се почесто тивко поминуваат низ сериозни кризи, а најважното е околината навреме да ги препознае сигналите. Габриела Лескова, Сител телевизија.